Здравствените власти се уште истражуваат како во ек на епидемија се случи пропустот со декларациите на вакцините со поминат рок. Истрагата, уверува министерот Филипч, ќе покаже и како здравствените домови примиле вакцини со стари декларации и кој е виновен за сериозните пропусти. Денеска се инспекторите на Малмед на терен и во институциите, во здравствените домови широм републиката, но и во компанијата. Иако првично сето укажува дека е технички пропуст од страна на компанијата, ја ќе бидам внимателен и ќе почекаме и на одите од официјалниот орган, тоа е Агенцијата за лекови Малмед, кој што има ингеренција да го прави ова. Контролите на самите вакцини, откако влегле во Македонија, не се направени кај нас, туку во лабораторија во Европа, која врши биолошки испитувања. Доколку се докаже вина на дистрибутерот од земјава Македонија лек, му се заканува од земање на лиценцата за работа, како и раскинување на сите договори со Министерството за здравство. На дел од последната тура набавка на МРП вакцини имаше проблеми со декларацијата, објавена првично на социјалните мрежи. Здравствените власти и официјално констатираа пропуст, кој предизвика и протести. Сериозно ќе ги разгледаме сите опции кои што ги имаме како механизми во рацете, опциите да вклучиме и други институции, да се бидат дел од целата ова постапка. Секој ќе се понесе одговорноста. Мора секој да понесе одговорноста согласно законите. Во меѓувреме, расте бројот на заболени од мали сипаници. За 2 дена уште 4 нови случаи. На клиниката за инфективни болести примени се уште 2 дечиња. Скандалозниот пропуск со околу 60 вакцини со, според здравствените власти, стари декларации на вакцини на кои не им поминал рокот, не ги колеба родителите да ги заштитат своите деца, вели Филипч. Интересот апсолутно не е намален, што е потек за поздравување на родителите. Од прогласување на епидемија во Скопје, до сега се вакцинирани 10% од невакцинираните или околу 1400 деца.